Значи, кога ќе го погледнеме тој елегантен, минималистички дизајн на паметни телефони што ги користиме секој ден, некако првата предпоставка е дека креаторот на сето тоа е некој, не знам, софистициран инженер, некој во скап костум со диплома од елитен универзитет. Да, тоа е таа стандардна слика што имаме. Баш така. Но реалноста е буквално спротивна на тоа. Во оваа наша длабинска анализа денес, базирана на документативните извори од Apple Explained, сакам да зборуваме за тој парадокс. За таа огромна империја стои човек кој како млад бил исфрлен од факултет, човек кој одел бос по кампусот, кој собирал празни стаклени шишиња од Кока-кола само за да може да си купи храна и кој отворено експериментирал со психоделици. И токму тоа е фокусот на нашата дискусија денес. Ова дефинитивно не е една стандардна здодевна корпоративна приказна. Ова е студија за еден класичен аутсайдер. Човек кој барал спиритуално просветлување по ашрамите низ Индија, за потоа да го искористи тој и некој хипи светоглед за да изгради нешто што суштински го промени човештвото. Океј, ајде да го разглобиме ова од самиот почеток. Затоа што мене ми е фасцинантно како таа екстремна визија може истовремено да создава и да уништува работи. Ако се вратиме во детството, многу пред воопшто да постои Силициумската долина каква што ја знаеме, наоѓаме едно прилично проблематично дете. Многу проблематично. Значи, посвоене од Пол и Клара Джобс, расте во средина каде татко му, кој инаку бил механичар, му прави работна маса во гаражата. Идејата била, нели, да му ја пренесе љубовта кон поправење работи, но во училиште ова дете е вистински кошмар за наставниците. До тој степен што редовно го суспендираат поради постојани бели. Буквално имал отпор кон секаков вид на авторитет. И еве тука се случува првиот голем пресврт. Неговата учителка во 4-то оделение сваќа дека традиционалниот начин на предавање кај него не поминува и се решава на еден доста неконвенционален потек. Позитивен подкуп. О, да, тоа со парите? Да што? Му нуди $5 и едно големо лижавче доколку ја заврши математичката работна тетрадка без ниту една грешка. И види сега, тој пристап пали таква искра кај него, што детето за многу кратко време го совлада материјалот. Училиштето дури предложило да прескокне неколку оделенија. Чекај малку, значи, уште од мали нозе му било потребно кршење на правилата за да функционира воопшто. Затоа што тоа некако совршено се поклопува со она што го прави на 12 години. Наместо да оди во продавница да купи електроника, тој го бара во именик телефонскиот број на Вилијам Хјулит, председателот на гигантот Хјулет Пакард. Директно му се јавува. Му се јавува дома и му бара делови за училишен проект. Значи, јас стварно не знам кое 12-годишно дете има таква дрскост? Па, дете кое воопшто не го признава концептот на хиерархија. И знаеш што е најинтересно? Хјулит не само што бил шокиран од таа дрскост, туку бил и исклучително импресиониран. Му ги дал деловите, но и му понудил летна работа. Да, составува фреквентни бројачи, нели? Точно. Тој ран момент всушност му покажува дека светот е многу пофлексибилен отколку што изгледа на прв поглед. Дека ако имаш доволно храброст, отворено да побараш тоа што го сакаш, можеш и да го добиеш. Сега тоа е некако окей. Тоа е развој на млад талент. Ама следниот чекор мене ми е тотално нелогичен. Оди на коледжот Рид, кој е прескап, ги троши за штедите на родителите и по само 6 месеци се откажува. Зошто? Затоа што не сакал да оди на задолжителните предавања. Па да, стандардниот систем не му одговарал. Буквално спуе на пот кај пријатели, оди само на часови што му се интересни, како часови по калиграфија, па заминува за Индија, прифаќа зен будизам, има искуства со ЛСД. И тука сум на вистина збунета. За да го разбереме младиот Джобс, не треба да замислуваме типичен компјутерски бубалица, туку некаков уметник кој меша бои. Само што неговите бои се електронски кола и зен филозофија. Како тој хипи начин на размислување всушност му дал предност во тој студен, корпоративен свет на технологијата. Тоа е одлична аналогија. Навидум тие работи се во директен конфликт. Како може хипи култура која го отфрла капитализмот да се спои со правење пари?
Но во Индија тој доаѓа до еден заклучок што ќе стане темел за си што ќе прави подоцна. Наблюдувајќи ги луѓето таму, сватил дека тие не користат строга аналитичка логика како луѓето на Западот. Тие се подпирале на нешто друго – интуиција. Тој јавно кажуваше дека интуицијата е помокна од интелектот. И кога се вратил во Силициумската долина, тој не гледал на компјутерите како на машини за суво пресметување на бројки. Ги гледал како алатки за човечкиот ум. Аха, значи, наместо да се фокусира на тоа колку мегахерци има внатре во пластиката, фокусот му бил на тоа како се чувствува човекот додека ја користи таа машина. Апсолутно. И тука доаѓаат до израз оние часови по калиграфија. До тогаш компјутерите имаат само еден грд фонт, како стара машина за чукање. Но поради тоа негово учење, првиот Мекинтош имаше прекрасни фонтови со различни пропорции и растојанија. Тој успеа да го спои тоа интуитивно чувство за естетика со студената логика на електрониката. Океј, ама да застанеме тука, затоа што овде почнува навистина да ме нервира една огромна хипокризија во неговиот карактер. Па сигурен сум дека има доста такви моменти. Значи, зборуваме за човек кој медитира, бара духовно просветлување, проповеда за карма, и кој е неговиот прв сериозен деловен потек. Заедно со Стив Вознаек почнуваат да продаваат така наречени сини кутии. Да, славните blue boxes. Буквално илегални уреди што го мамат телефонскиот систем за да овозможат бесплатни повици. Тие крадат од гигантски корпорации, заработуваат $6,000 пред за малку да бидат фатени од полиција. Мислам, тоа воопшто не звучи просветлено. И станува уште покомплицирано. Она што е фасцинантно овде е како тие две крајности коегзистираат во една личност. Да се потсетиме на инцидентот во компанијата Atari. Додека работи таму, му нудат паричен бонус ако успее да го намали бројот на чипови за играта Breakout. Тој немал доволно знаење за тоа. Го вика Возник, кој е вистинскиот гений за хардвер, и му ветува дека ќе ја поделат заработката на половина. Возник не спие со денови и брилјантно ја завршува работата. И Atari исплаќа бонус од $5,000. Ама тој на Возник му кажува дека добиле само $700 и му дава само $350. Токму така. Чиста измама. Тоа е измама кон најдобриот пријател. И тоа што најмногу ме шокираше во изворите е деталите за тоа како Возник дознал. Години потоа, тој чита книга за историјата на компанијата и ја гледа вистинската сума на бонусот и буквално почнува да плаче. Како можеш да му го направиш тоа на својот најблизок соработник? Тоа е парадоксот на неговиот карактер. Тој имал неверојатна способност целосно да ја рационализира секоја своја постапка ако таа водела кон некаква повисока цел што тој ја замислил. Веројатно во неговата глава тоа не било кражба, туку собирање капитал за нивните идни проекти. Таа двојност, стремеш кон возвишеност од една страна и немилосрдна манипулација од друга. И токму со таа енергија, со продажба на неговото Volkswagen Kombi и калкулаторот на Возник ја основаат Apple во една гаража. И овде станува навистина интересно. Затоа што доаѓаме до оној момент со продавницата Byte Shop. Ова ја покажува таа негова брутална снаодливост. Тој оди кај сопственикот со прототипот на Apple One и договара нарачка од 50 компјутери. По $500 парче. Сопственикот вели, окей, ама сакам да бидат целосно составени и плаќам при достава. Финтата е што тие немаат пари за да ги купат деловите за да ги состават тие компјутери. Ова е како да се обидеш да продадеш куќа пред воопшто да ги купиш циглите. Баш така. И како го решава тоа? Ниедна банка нема да му даде кредит на некој младо момче што изгледа како хипик. Затоа оди во Kramer Electronics, голем снабдувач. Им го покажува договорот од Byte Shop и буквално само врз основа на тој лист хартија и неговата неверојатна убедливост ги натерува да му дадат делови на кредит од 30 дена. Неверојатно. Ги собира пријателите, деноноќно лемат плочи во кујната, ги доставуваат компјутерите, ги земаат парите и го враќаат долгот. Тоа е мајсторска манипулација на системот. Очигледно тој начин на работа брзо привлекува сериозни луѓе. Набрзо се појавува Майк Маркула, кој инвестира $250,000. Компанијата експлодира. На 23 години тој е милионер.
До својата 25-та година, откако излегуваат на берза, вреди $250 милиони. Ама, колку што бил гениален во хардверот, толку бил деструктивен во личните односи. Апсолутно. Додека компанијата расте, неговиот приватен живот е целосен хаос. Неговата поранешна девојка, Крисан Бренан, останува бремена. И иако тој веќе е мултимилионер, агресивно одбива да ја признае ќерката Лиса. Да, се сеќавам новој дрел. Судот мора да бара ДНК тест за да го докаже татковството, пошто го принудуваат да плаќа скромни $385 месечно. Ама чекај, најлудото нешто е што додека јавно подпишува судски документи каде тврди дека е стерилен, тој работи на нов компјутер во компанијата и тајно инсистира да се вика Apple Lisa. Значи негираш дете пред закон, а именуваш клучен производ по него. Тоа е таа когнитивна дисонанца. Тој сакал да го контролира секој можен наратив околу него, дури и реалноста. Но додека се случуваат овие лични драми, професионално го прави можеби најважниот потек. Договара посета на истражувачкиот центар на Xerox, познатиот парк. Им нуди да купат акции од Apple пред да излезат на берза, само за да ги види нивните тајни проекти. И таму го гледа графичкиот кориснички интерфејс. Точно. Тогаш компјутерите работеа со пишување текстуални команди на црн екран, но таму гледа прозорци, папки и еден мал уред наречен глувче. Тој веднаш сфаќа дека тоа е иднината и обсесивно почнува да го развива Macintosh. Но знае дека нема искуство да води толкава корпорација. Затоа го рекрутира Џон Скали од Pepsi. Со онаа славна реплика: сакаш ли до крајот на животот да продаваш за шеќерена вода или сакаш да го промениш светот? Тешко е да се одбие такво нешто. Да. Скали доаѓа и ја лансираат легендарната реклама 1984 за време на Супербол лот. Се чинат како непобедлив тим. Ама и ведно прашање. Ангажираш маркетингини да ти помогне. И тој ист човек, неколку месеци подоцна, те брка од сопствената компанија. Како дојде до овој шекспировски пресврт? Ако го поврземе ова со пошироката слика, проблемот не бил само судир на ега. Тоа бил филозофски судир. Скали го обожавал моделот на Apple II, кој имал отворена архитектура, бил релативно ефтин, корисниците можеле да додаваат делови и носел константен профит. Нешто слично на Windows компјутерите подоцна. Отворени, достапни за секога. Баш така, но основачот сакал затворена архитектура. Со Macintosh сакал компјутер што корисникот не може да го отвори, каде тој има целосна контрола врз хардверот и софтверот. Проблемот настанал кога продажбата на Мекот почнала да пага бидејќи бил прескап. Скали ја покачил цената на $2495 за да го заштити профитот од Apple II. Тоа предизвикало војна и бидејќи неговото однесување кон вработените веќе било неподносливо, бордот застанал зад Скали. Во 85-та тој е принуден да си даде отказ. Значи губи се. Ама се чини дека овој неуспех бил неопходен. Затоа што годините во екзил се како некаков суров тренинг. Ја основа компанијата Next. И на почетокот ги повторува истите грешки. Прави работни станици од речиси $10,000. Хардверот е финансиска катастрофа, бидејќи тој микроменаџира се, од бојата на матичната плоча до формата на штрафовите. Финансиски Next беше чрна дупка. Ама за тој хардвер тие развија софтвер наречен NextStep. Тој оперативен систем беше толку напреден, што подоцна стана јадрото на модерниот macOS. Но вистинската промена кај него доаѓа од една друга инвестиција. Купувањето на Pixar за $10 милиони. И тука тој учи важна лекција за делегирање. Изворите велат дека во Pixar тој не дизајнирал ништо. Сватил дека аниматорите знаат повеќе од него и само им рекол: само направете го одлично. Тоа е неверојатен контраст. Од микроменаџирање штрафови во Next до целосно предавање на креативниот процес на експерти. Тоа доведе до Toy Story и го направи најголем акционер во Дизни. Тоа му помогна да созрее како лидер. И не само како лидер, туку и како човек. Тогаш ги поправа грешките, ја наоѓа биолушката мајка, се запознава со сестрата Мона Симпсон, се извинува на Крисан, го поправа односот со Лиса,
се жени со Лорин Пауел, некако се составува како личност. Што не носи до 96-та година. Apple е пред банкрот. Го купуваат Next за софтверот и со тоа го враќаат него во компанијата. Ама тој веќе не е темпераментното момче. Сега е зрел, извршен директор. И првото нешто што го прави е кратење. Собира менаџери и им вика: производите ви се катастрофа, во нив нема повеќе секс. Укинува огромен дел од проектите и се фокусира на неколку клучни работи. Така се раѓа iMac со оној шарен дизајн, значи дали е фер да се каже дека без тој неуспех на Next, денешниот iPhone воопшто не би постоел? Апсолутно е фер да се каже. Вознијак дури има забележано дека за време на годините во Next тој конечно си ги средил мислите. За да ја спаси компанијата, тој дури прифаќа и инвестиција од $150 милиони од Microsoft, неговиот најголем ривал. А потоа започнува ерата со iPod и iTunes. И тука тоа негово така наречено поле за искривување на реалноста доаѓа најмногу до израз. Да. Тоа мора да го објасниме. Има ситуација каде треба да го убеди музичарот Винтон Марсалис да влезе во дигиталниот свет и зборува со него 2 часа. Како функционирало тоа поле? Па тоа било психолошки феномен предизвикан од неговата екстремна харизма. Користел шарм, самоувереност и селективни факти за да ја свитка перцепцијата на луѓето. Кога инженерите ќе му кажеле дека некој чип не може да се направи, тој толку силно ги убедувал дека можат, што тие самите почнувале да веруваат и на крајот некако успевале. Тоа објаснува како стигнале до iPhone во 2007. Концептот беше луд. Сите телефони имаа милион копчиња, а тој вели, ги тргаме копчињата, ставаме еден голем мултитач екран. И потоа доаѓа iPad-от. Технолошките критичари беа безмилосни. Велеа тоа е само голем iPad. Да, не го разбраа веднаш. Па што значи се тоа? Тоа е како класични музичари да гледаат синтесајзер и да кажат: ова е бескорисно, нема жици. Целосно ја промашија поентата. Но обичните луѓе ја разбраа. 1 милион примероци за само 28 дена. Но додека се случуваат овие успеси, тој ја води најтешката лична битка – диагнозата за рак на панкреасот. И за жал, тука повторно се појавува онаа негова тврдоглавост. Тој одбива операција 9 месеци. Се потпира на алтернативна медицина, обидувајќи се да ја контролира болеста, исто како што контролирал софтвер. Медицинските експерти сметаат дека тоа доцнение било фатално. Тоа е страшно. И има еден момент што покажува колку бил обседнат со автономијата. Кога состојбата е критична, Тим Кук открива дека имаат иста крвна група и му нуди дел од својот црнвроб. И тој експлодира? Никогаш. Нема да ти дозволам да го направиш тоа. Дури и тогаш, тој мора да ги диктира правилата. Да. И неговите последни моменти се навистина символични. Обкружен со семејството, неговите последни зборови биле: "О, вау! О, вау! О, вау!" А советот до Тим Кук беше: "Немој да се прашуваш што би направил јас, туку едноставно направи го она што е правилно." Ова покренува едно важно прашање за неговата филозофија. Неговото инсистирање на единствен затворен екосистем, каде се работи автоматски без интервенција од корисникот, е тоа што ја одржува вредноста на компанијата дури и денес. Значи, ако сумираме, овој живот не е само низа од технолошки изуми. Ова е патување на аутсайдер кој сватил дека едноставноста е врв на софистицираност, дури и кога платил огромна лична цена поради собствената тврдоглавост, особено за здравието. Јас би додал дека вистинската оставштина е културата на размислување што ја остави. Приказната не подсетува дека брилијантноста често доаѓа со големи мани и дека поврзувањето на неповрзани точки, како часови по калиграфија и компјутерски интерфејс, создава вистински иновации. И еве за крај, нешто за размислување. Ако тој искрено верувал дека интуицијата е помоćна од интелектот, колку од нашата денешна обседнатост со чисто аналитички одлуки базирани на податоци всушност не кочи да го направиме следниот голем креативен скок. Можеби треба да и веруваме повеќе на интуицијата. До следното слушање.